Прво да расчистиме, значи тоа не е можно. Минатото рочиште јас дознав, тоа беше информација од Љубе Бошковски, кој кажа дека некои од обвинетите се починати. Јавниот обвинител зема обврска и судот зема обврска, тој факт да го проверат. Денеска видовте, бевте на судењето, добивме нешто известување некакво од Интерпол, а јас го информирав судот дека како одбранител се обратив до амбасадата на Република Србија со кој имавме одреден разговор и бев информиран дека треба по замолен пат да се провери, значи, дали одредено лице е починато што се суди во Република Македонија преку нашето Министерство за правда до Министерството правда на Република Србија. Мислам дека денеска беше таа недоумица, да кажам, таа нервоза настана помеѓу овој факт, дали начинот на повикување и проверка на ова лице дали е починато или не, како и начинот дали треба да се провери преку Министерството за правда, односно дали треба тоа да се прави преку Интерпол. Сега судот излезе со информација дека по овие лица е распишана меѓународна потерница, јавниот обвинител ја води постапката. Тој е тој орган преку судот што го прават ова повикување. Меѓутоа точно дека имаме подпишано меѓународни договори кои се ратификувани од нашата земја, кои треба да се разгледаат и да се види на експертско ниво како треба ова да се направи. Значи дали преку Интерпол, дали треба да се почитуваат овие меѓународни договори за правна помош. Прашањето е експертско од причини што јас сметам лично дека треба да се повикуваат лица по замолен пат преку Министерството за правда. Јас сметам дека е таа процедурата. Љубе Бошковски си замена од судницата. Каква е сега правната процедура? Судењето може ли, не може да продолжи? Судењето, видите, задолжително е судењето да се одвива со присуство на обвинетиот. Меѓутоа, затоа беше дадена пауза, сега судот ќе се советува и ќе донесе одлука што понатаму. Тој демонстративно, знаете, го напушти судењето.